Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Пипкањето да го средиме на нашите мобилни телефони, затоа што сум на позиција вечерва да направам интервју со почитуваниот господин Филип Секуловски. Господине Секуловски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Добре те најдов. Ми е драго. Доаѓате од Прилеп. Успеавме конечно да се договориме за овој интервју и мене ми е мощне важно затоа што како еден најкраток вовед јас сум првиот новинар и првата телевизиска емисија која направи промоција и отворено, а и досега најмногу часови во употребата, легализацијата, декриминализацијата, медицинската употреба и како индустријска гранка ка канабисот, да се разбијат стереотипите. Досега има луѓе кои се така малце бонвивани, малце онака on the edge, а вие овдека ни доаѓате од сосема една поинаква сфера. Ве молам, представете ни се со што се занимавате, кои сте и што сте. Мислам дека е тоа многу подобро од што јас да го правам. Како прво, фала ти за поканата во твојава емисија. Редовно ја следам и гледам дека имаш доста гости кои го промовираат концептот за легализација или декриминализација на канабис. И токму заради тоа и јас се решив да дојдам тука. Јас сум представник на една нова невладина организација. Невладината организација се вика Канабис Институт Пелагонија. Основани сме во Прилеп, основачи сме неколку пријатели, познаници кои ја поддржуваме таа идеја за легализација и декриминализација на канабисот, а инаку јас сум по професионална вокација консултант, работам во областите локален економски развој, рамномерен регионален развој, туризам, рурален развој и други области. Она што на англиски се вика development cooperation или развојна соработка. Кај нас познато како работење на проекти. Така. Знаете што, за разлика, нели, обично кои ќе дојдат кај мене, така се луѓе кои и со однесувањето и со стилот вие делувате онака класично, што се вика камерно, и интересно е што човек како вас и како физиономија, и како појава, и како естетика, говорите за една област која е се уште табу тема. А плюс тоа доаѓате од средина која се смета дека е конзервативна, па и мислам дека вашите зборови ќе значат уште повеќе. Кажете ми нешто за вашата организација. Па, како што спомнав, Канабис Институт Пелагонија е релативно млада организација, основани сме 2019 година. Мотото на нашата организација е легализира и регулира и оданочи и развија економијата. Оваа невладина организација ја формиравме во контекст на случувањата во нашава држава кои датираат од 2016 година. Значи, во 2016 година со измената на законот за контрола на опојни дроги, производството и продажбата на канабисот во Македонија беше иницијално регулиран. Сега неколку од гостите и кај вас овдека рекоја дека добро е што имаме закон за легализација на канабисот, но лошо е што тој закон е лош и треба да се менува. Токму со таа побуда и ние се го формиравме ова правно лице, избравме тој формат да е невладина организација, се со цел да и помогнеме на државата, да и помогнеме на владата во изнаоѓање најсоодветно решение за регулирање на оваа област. Што е тоа што не чини во законот и што треба да се воведе? Па вака, законот како прво не дозволува не дозволува слободни економски активности на операторите, на компаниите кои се регистрирани. Може јавноста знае дека во Македонија во моментов повеќе од 60 компании се регистрирани, тоест лиценцирани за производство и продажба на канабис, но ниту една од нив нема продадено ниту грам. Значи нема кеш флоу, нема обрт на пари во тие фирми. Собствениците, барем оние кои што веќе им изградиле капацитети и почнале со производство и со екстракција, се во можност само да инвестираат, да трупаат залихи, но не и да продаваат од стоката која што ја имаат во нивните производни капацитети. Па што е идејата тогаш? Не би знаел, јас сум тука да кажам како треба да се направи тој процес. Како што кажав, моето... Само да ве прашам уште нешто. Дали сте вие вклучен во бизнис секторот на производство на канабис? Не. Не. За жал или за среќа, не.
Добро? За сега. Значи, ајде да констатираме, да повторам, ја вака како мало ученич. Значи, сите производители складираат без легитимно право да го продаваат или да го обработуваат или што? Не, вака, со законот кој што е донесен во 2016 година, беше овозможено да фирмите кои што имаат лиценца за производство и преработка на канабис, да можат да произведуваат и да преработуваат канабис. Значи, постоечкиот закон познава два вида на економски оператори. Едниот економски оператор е оној кој што одгледува канабис, значи го сади, а вториот е оној којекстрахира масло од самиот цвет. Тоа мора да бидеш фармацевска компанија за да го правиш тоа. Значи, донекаде фармацевските компании, доколку одреден оператор е регистриран како фармацевска компанија, има доволно средства, знаења како да го донеси тој производ на пазар, можеби би можеле да продадат одреден козметички производ или масло кое што содржи CBD. Но она што е интересно, нашиот закон, единствен таков според моје знаење во Европа, е што им дозволува на економските оператори на компаниите да произведуваат канабис кој содржи THC. Може би, предпоставувам, знаеш дека во канабисот има преку 120 канабиноиди, тоа се компоненти на канабисот, од нив најпознати се THC и CBD. Еве само илустративно што значи економска споредба на тие два производи. Например, 1 литар масло со концентрација од 60% на CBD на пазарот кошта околу 6000 евра, додека 1 литар масло со концентрација од 60% со THC на пазарот чини до 39-40 долари. Значи, THC-то е некаде 6 до 7 пати поскапо во однос на CBD-то. Сега, нашето постоечково законско решение не им дозволува на фирмите да го изнесат THC-то ниту на пазарот во Македонија, ниту да го извезат. Например, во законот за царински стоки не постои посебен царински број за стоката масло од канабис со THC и поради тоа компаниите трупаат само залихи и треба да имаш голема тешка банкарска сметка за да можеш тоа постојано да го одржуваш, да ги трупаш залихите и да чекаш таков момент кога тоа ќе биде можно да се извезува или продава во Македонија. Сум бил дел од бизнис секторот околу 15-20 години и знам дека и тоа производство и во мануфактура, значи ако нешто правам, а не можам да го продадам, тоа е апсолутен банкрот. Ако можам единствено, например, да престанам со производство, но тогаш веќе не сум ништо. Не разбирам што прават овие години сите овие кои произведуваат канабис. Мислам, предпоставувам преживуваат, не знам што друго да кажам. Не можат да продадат, не можат да произведат, не можат да извезат, не можат ни на нашиве фармацевти да им дадат. Може би можат доколку имаат од GMP стандард за зелената маса за цветот, но најчесто поголем дел од компаниите немаат таков стандард. Но ако може, ја би сакал повеќе да зборуваме за делот како би требало да го организираме овој закон. Сите, да речем, во Македонија кои се вклучени во овој дел знаат дека ситуацијата е лоша, таква како што е. И токму ние преку ова организација пробуваме да и понудиме на владата, на нашата влада, одреден модел како тоа се прави на основ на искуствата претежно од Северна Америка. Тоа се искуствата од Канада и од 15 сојузни амерички држави. Значи, она што ние како организација го предлагаме е најпрвин да се владата да припреми одреден проект. Тука сме ние да ја помогнеме во припремата на тој проект, кој што би се занимавал со третирање на оваа област, легализација и декриминализација на канабисот. Еден таков проект би требало да има 5 до 6 експерти и истиот треба да се имплементира во рамките на Министерството за здравство. Според она што сега се случува, Министерството за здравство е надлежно за таа политика и понатаму тоа може да ја делегира таа надлежност дали на Малмет, на Агенцијата за лекарства или на други институции. Еден таков проект со 6-7 експерти понатаму би се зафатил со неколку клучни активности. Тоа се пред се изработка на национална стратегија за канабис, изработка на посебен закон за канабис, лекс специјалис, формирање во тој посебен закон би се дефинирало и посебно државно тело кое што би се занимавало со контрола на секторот канабис. Понатаму следна активност би била
организирање на јавна кампања за промоција на здравствените бенефити и економските бенефити на канабисот и на крајот клучна активност е изработка на соодветни наставни курикулуми за 3 факултети. Тоа се факултетите за земјоделие, фармација и медицина. Браво за ова. Да. Доколку една држава сака да биде сериозна во одреден сектор, таа мора да изгради човечки капацитети. Мора да имаме писмени луѓе кои знаат што прават. Значи, доколку сакаме да имаме силна индустрија за канабис, ние мора да имаме луѓе со земјоделски профил кои што знаат да припремат семе и семенски материјал, пошто тоа е суштината на било кој сектор, конкретно земјоделски. За да бидете конкурентен во одредена земјоделска култура, вие мора да имате производство на сопствен семенски материјал. Понатаму, курикулумот на фармацевски факултет е значаен поради самата екстракција на маслото од канабис. Како што спомнав, канабисот има 120 канабиноиди кои се истражени и има и други состојки, мислам дека се викаат терпени. Не сум по профил сум економист, не ги баратам толку овие поими добро во фармацијата и во медицината и на крајот потребни се посебни курикулуми, нови дополнителни курикулуми на медицинските факултети за да можат докторите да знаат како одредена дијагноза да ја третираат со одредени канабиноиди. Пошто, како што реков, најпознати се ТХЦ и ЦБД како канабиноиди, но и другите канабиноиди во канабисот имаат капацитет да третираат соодветни дијагнози медицински. Фасциниран сум. Знаете, обично... Тие се чекорите. Добро. И сега, што правиме? Што се моделите? Што конкретно начин на акција и делување? Да. Па вака, од кога сме легализирани, од кога сме регистрирани, а и пред тоа ние формиравме една неформална група на организации, на невладини организации и пробуваме да стапиме во контакт со владата, со соодветни државни институции. Чекај. Пробуваме да стапиме во контакт. Ја, извинете, имам околу 30 години, сум член на СЕТИ групата, а таа е интернационална група на ентузијасти за анализа на сигналите од Вселената, за да можеме со воземјаните да... Мислам, се извинувам што карикирам, но пазете реченицава. Ние имаме проблем да комуницираме со нашата влада. Добро? Вака, како невладина организација, веќе имаме остварено одредени контакти со Министерството за здравство, со министерот Филипче. Пробувам исто да ја наметниме темата и во кабинетот на заменик премиерот заложен за економски прашања, пошто лично сметам дека средувањето на овој сектор на канабисов треба да го прави кабинетот на заменик премиерот заложен за економски прашања. Тоа е во моментов господинот Фатмир Битичи. Исто така комуницираме и со кабинетот на премиерот Заев. Знаеме дека за 2021 година е најавена таа дебата за легализација или декриминализација на канабисот и верувам дека ќе најдеме на дослух во владата. Не знам што да кажам друго. Јас, како што кажав, моево искуство е во работа на проекти со одредени сектори, земјоделски сектори, туризам, рурален развој, секториве како локален економски развој, тоа е надлежност на општините, рамномерен регионален развој. Го имам тоа искуство на работење со државни институции. Знам дека и кога си дел од официјален проект, каде што работиш на владин проект, имплементацијата на нови политики оди релативно бавно, но тоа е, претпоставувам, искуство во многу земји во светот, не дека е проблем само кај нас. Од друга страна пак, канабисов е ептен специфична тема. Еве само да спомнам, например, да направам една паралела помеѓу Соединетите Американски држави и Канада и Европа или земјите од Европа и од Европска унија. Европска унија или земјите од Европа се многу пасивни во однос на северноамериканскиве држави. Тоа би го илустрирал и со парите од обртот во секторот. Например, Канада и Америка имаат годишно за 2020 година секторот канабис во САД и во Канада вредеше околу 19 до 20 милиарди долари, додека во Европа тој сектор не вреди ни 1 милиарда евра. Тоа е еден индикатор колку е Европа поконзервативна, ајде така да ја наречиме, или не знам зошто е така, немам објаснување. Ја ќе ви кажам, да ги отворам телефоните, секој втор што ќе се јави овдека, вика дека е тоа дрога и вие сте наркомани.
A vtora работа, имате од друга страна па една поларизација кој воопшто не ги интересира ова, туку дајте нешто од тоа маслото каде да купам, си имам мак. Да. И имаме две крајности еднаш во нашава, каде што ни едниот ни другиот не се заинтересирани на темата. Тоа е просто неверојатно, наместо толку едно силно лоби, макар еве овие што се против, да влезат во системот и да видат и да делуваат, ако се против, зошто и така натаму како што вие делувате за, или овие што навистина се борат за сопственото здравје, затоа што приметувам дека луѓе, да, ово, она, канабис, масло, опасно, татко ми, мајка ми, ја, умираме, све, кој ќе заврши пријатно, не го интересира како да не постоело. Тоа е недостаток на емпатија на јавноста, тоа покажува дека јавноста е крајно неинформирана. Да, тоа е факт дека јавноста е крајно неинформирана и сметам дека канабисот воопшто не е дрога, или ако тргнеме од онај обичен превод од англиски јазик, а зошто е тогаш криминализиран? Еве, ја не можам да му објаснам, например, јас сум попрогресивен од моите деца кои викаат, не, фала, не ме интересира тоа, сум пробал, не е добро, а и чим законот вика дека е тоа дрога и дека е забрането, има зошто. Па види вака, канабисот е стар некаде 28 или 29 милиони години, така викаат одредени истражувачи. И сега да кажи одреден законодавец дека одредено растение е лошо, а друго е добро, е малце несериозно. Како гледате вие на овие работи? Ја објаснете пошироко. Па вака, канабисот е природно растение, исто како домат, компир, нане, жалфија или било кое друго растение и е крајно неетички и неморално да биде забранета неговата употреба во секојдневното живење на човекот. За нас како здружение, легализацијата и декриминализацијата на канабисот значи добивање на уште еден дополнителен сектор во националната економија, ништо повеќе. Значи, кој сака да конзумира канабис, треба да си плати данок и да користи. Кој не сака, не мора. Еве, јас конкретно не конзумирам ни алкохол, ни цигари. Не може некој насила да ме натера да конзумирам алкохол и цигари. И плюс, мислам дека општество во кое канабисот е легален, има многу поголеми шанси за развој отколку општество во кое е легален алкохолот и цигарите, никотинот. Ме разбираш, канабисот е многу е нормално конзумирањето на канабис, пошто во нашето тело ние имаме ендоканабиноиден систем. Значи имаме систем кој може да ги регистрира состојките кои што се во канабисот. Тие состојки ги има и претпоставувам и во други растенија, но голема неправда се прави врз сето човештво, поради тоа што од една страна не се изучува тој ендоканабиноиден систем и не се дозволува конзумирање на растенија кои ги содржат тие канабиноиди. Е сега, ако одиме наназад зошто е забранет, треба да се вратиме во Америка во 30 години, во тој период кога завршува прохибицијата на алкохолот. Нели, прохибицијата за алкохол во САД трае од 1929 до 1933 година. Значи, кога е дозволена употребата и продажбата на алкохол во САД, во државата останал огромен државен апарат, кој државата требало да ги отпушти тие луѓе. Но како што знаеме, ниту една влада, ниту една држава не сака да отпушта луѓе, пошто ги користи на соодветен начин. Се нашол модус да се најде друга супстанца, друго растение кое што ќе биде забрането, се со цел да им се даде работа на тие луѓе кои работеле. Вау. Да, и понатаму иди таа политика на Никсон, мислам дека беше War on Drugs, каде што се трошат милиарди долари ширум светот за да се забрани не само канабисот, него и други супстанци, но еве денес по 40-50 години гледаме дека канабисот полека победува во таа War on Drugs, војна против дрогата, пошто официјално имаме сега стојалишта и на Светска здравствена организација и на Обединетите нации дека канабисот повеќе не е толку опасна дрога како хероин, кокаин, амфетамин или не знам кои други Ако не се лажам, моите гости говореа за некоја си резолуција на Обединетите нации од 61 па понатаму уште 2 или 3 пати е ревидирана и сега во 2019 Светска здравствена организација бараше од Обединетите нации да направи рекласификација на канабисот и да го помести од првата во четвртата група.
канабисот сега официјално според овие меѓународни конференции се уште е контролирана супстанца, значи не е растение кое што може слободно да се одгледува како домат, пиперка или било што друго, него сепак е во групата на контролирани супстанции, но од друга страна е многу повеќе ослободен во споредба со хероин, кокаин, амфетамини и други такви супстанции. И тоа на нашата на Македонија, конкретно и на нашава влада, и дава можност да се вклучи во еден нов сектор и да бидеме пионери и да оствариме добри економски и здравствени резултати. Добро, дали треба да го одвоиме канабисот само како канабис и нели со цел да се одгледува заради цветовите, затоа што мене доволно, колку што сум ја површно информиран, како и секогаш, ми е познато дека во традицијата на оваа земја овдека се одгледува лафионот и се одгледува. Тоа е друго растение. Друго растение, но исто така дека конопот, кој е вид на канабис или во исти, не знам... Исто растение, само содржи помалце од 0,3% ТХЦ. Тоа е официјалната дефиниција. Но е просто неверојатно колку индустријски бил застапен. Мислам дека Македонија просто живеела некои децении токму од ова растение. Можно е, каде што се податоци. произведувало, не знам, за текстил, за уште не знам што, бидејќи целото стебло на канабисот е употребливо. И стеблото, и коренот, и листовите можат да се користат. И се користат ли тие? Зошто во моментов немаме знаење. Зошто целиот акцент е исклучиво на цветот? Да, бидејќи од здравствени причини, претпоставувам дека тука е најголемиот и бенефит, тука е највисока цена, но има уште мал милион работи каде што од конопот се прават работи, поточно од стеблата, од листовите, од оние кои не содржат ТХЦ и така натаму. Тоа се цели посебни индустрии. Велиш дека производство на текстил, производство на биопластика. И сме потполно откорнати и сме ни се заборавени тие наши... Да, и во моментов ни е изгубено знаењето, но тоа може да го вратиме. Фала што ме дефинираше добро, изгубено знаење. Да, во моментов немаме знаење ние како да насадиме 1 хектар со коноп и како од него да произведиме јаже, конец, текстил, но за кратко време, за неколку години, може да го вратиме тоа знаење. Не дека е изгубено и од целава планета, само треба да се фокусираме на тоа. А тој коноп расте дури и диво во Македонија. Исто како што расте и лук, кромит или не знам, или некој вид на чај, многу е... Тоа е природна работа, не можеш ти да го заприш да не расти некој растение. И, например, тоа е пиреј, например. Практично е како пирејот. Канабисот фрли го било каде може да израсни. Ако може сега да се вратиме малце на дефинирање на двата концепти на легализација. Добро. Последнава година доста во Македонија се зборува за двата концепти на имплементација на либерални политики, тоа се концептите на легализација и декриминализација. Првично, кога почнав да се занимавам, да се интересирам за канабисот, во прв план ми беше легализацијата, токму ради тој економски момент, но со тек на време увидов дека и легализацијата и декриминализацијата не се исклучуваат една со друга како концепти. Еве една само кратка дефиниција да дадам и за едното и за другото. Легализацијата на канабисот значи изнаоѓање на правен и бизнис модел кој што ќе дефинира економски можности за одгледување и продажба на канабис во државава, додека пак декриминализацијата е таков концепт кој што овозможува одгледување на канабис за сопствени потреби без можност за правење на економски трансакции. Од она што го видов досега како законска регулатива во овие 15 држави, 15 сојузни држави во САД и во Канада, се гледа дека двата концепти можат да екзистираат во ист закон. Значи, најдобро решение за Македонија би било да направиме посебен закон за канабис во кој што ќе бидат инкорпорирани двата концепти, да биде дозволена декриминализација за луѓето кои имаат здравствени проблеми и легализација каде што ќе се овозможат економски активности за одгледување, преработка и продажба на канабис. Тоа мислам дека е прифатливо за сите активисти во моментов во Македонија, пошто голем дел од нив се знам лично, со некој ги знам преку медиумите, но искрено кажано сите се залагаме за иста работа, за слобода на растениево. Ние како организација сме дел и од последната иницијатива Операција Ослободување.
Таму се заговара тој дел на декриминализација со социјални клубови, но лично јас не сум фан на тој концепт на социјални клубови, пошто тој е концепт кој исклучиво важи во државите кои размислуваат само за декриминализација. Например, Шпанија е одличен пример за тоа. Јас сум повеќе фан на она што се случува во Колорадо. Значи, за Македонија идеална би била таа комбинација на тој правен систем кој постои во Колорадо и во Канада. Тоа значи дека доколку одреден човек има здравствен проблем, истиот може да се регистрира во одредена државна институција и да му се даде можност дома да одгледува 3 или 6 растенија. Во Канада е така решено, доколку човек живее сам, има право да одгледува 3 растенија, доколку се фамилија, маж, жена, тогаш можат 6 растенија да одгледуваат, што е сосем доволно. Од 6 растенија во 4 берби во годината човек може да изваде килограм или 2 зелена маса, тоа е цвет, и да си произведи масло од канабис за третирање на дијагнозата, на здравствениот проблем кој што ги има. Но од друга страна, концептот на легализација пак дозволува појавување на нов паричен тек во државата. Тоа е она што ни треба. И нови вработувања, и нов даночен прилив. До кои мерки, граници, рамки тоа може да иде, да речеме, по ваши размислувања? Збориме сега, онака не мораме да идеме. По однос на вработување, ја мислам дека Македонија, доколку донесиме добро законско решение кое би наликувало најмногу на Колорадо и Канада, Македонија може да има 7 до 8 илјади нови вработувања во секторов канабис. И то тие вработувања се во сектор земјоделие, понатаму преработка на канабис, кондиторска индустрија, значи производство на колачи, софт дринкс со канабис, пиво со канабис. Понатаму тука се институтите за производство на семе и семенски материјал, research и development, тука влегува и фармацијата. Значи, sky is the limit, што би се рекло, доколку донесиме правилна законска рамка. Значи, тоа е основен предуслов, пошто еве видовме овие 5 години дека кога имаш лош закон, немаш резултати. Според податоците на МАК Канабис, тоа е едно здружение на компаниите од овој сектор, може да го наречиме и слободно стопанска комора, нивна интенција е понатаму да прераснат во стопанска комора на канабис компаниите, кажуваат дека досега имаат вложено преку 150 милиони евра, имаат 800 вработени, а не можат ништо да продадат, поради постоечково законско решение. Зашто тоа постоечко законско решение не се менува? Кажи ми ти ако знаеш. Ама не знам, затоа ве викнам. Не знам. Па еве, законското решение стои неколку месеци или години во собрание. Некои кажуваат дека подзаконските акти се веќе готови, дека ги има во Малмет, дека стојат во фиока, зошто не се носат, не можам да одговорам. Ја можам само да кажам како треба да биде тоа законско решение за да имаме максимален здравствен и економски бенефит. Еве, пошто рече да ти спомнам, би можеле да одиме со едно видео што значи легален канабис во Колорадо. Чисто да видат луѓето што значи конзумирање на канабис без стигма. Океј, момент само, да ова е... Да, ова е Колорадо. Ова е тоа видео? Да. Добро, ќе го пуштам звукот, режија на звучник дајте ни, а вие ќе го коментирате, така? Да. Бидејќи нема титли, што овдека гледаме и што да, тука гледаме еден објект, тоа е мал семеен хотел со 6 или 8 соби, ададжио, каде што е дозволено конзумирање на канабис. Постои тој хаштаг Bud and Breakfast, тувка и доручек. Ова е собственикот Джоел Шнајдер, адвокат од Денвер, кој што нашол модус како да отвори сместувачки капацитет каде што е дозволено конзумирањето на канабис. Она што е интересно за Колорадо е што таму нивниот закон е така направен да таму каде што купуваш канабис не смееш да конзумираш, за разлика од таму каде што конзумираш не смееш па да купуваш. Се со цел да се развијат повеќе економски оператори, да нема монополизација или појавување само на мал број на оператори. Чекај, таму каде што произведуваш? Не, таму каде што се продава во диспензери, не смеш да конзумираш. Да конзумираш. Да, ама таму каде што се конзумира, како во хотели, таму не можеш па да купиш. Значи целта е да се развијат повеќе оператори.
А и тоа е добро да не се се нема монополизира, концентрација. да нема концентрација. Например, во Колорадо во моментов има околу 1500 економски оператори, компании кои што се занимаваат со канабис. Тука влегуваат производство на канабис, во продажба се диспензери, сместувачки капацитети, транспорт, прехрана, фармацевски индустрии, кондиторски индустрии. Кога нема стигма за работата е многу нормално, никој не се плаши. Например, вакво нешто не можеш да видиш во држава каде што е нелегален канабисот. Баш и самиот собственик кажува дека тука доаѓаат војници, полицајци, професори, политичари, дизајнери, уметници и по само 10 минути се стануваат пријатели кои што како да се знаеле цел живот. Тоа е под дејство на канабисот или тоа е заради едноставно соочување со ситуацијата дека слободата е во прашање. Слобода е во прашање. Пошто во ситуација кога има огромна стигма околу канабисот дека ти си лош и дека си не можеш ништо да придонесиш во општеството ако конзумираш канабис, тогаш самото општество губи многу. Например, анализите во цел свет покажуваат дека 7 до 8% од популацијата на една земја конзумира канабис. Споредбено со 70% од популација која конзумира алкохол во сите земји. Тоа е некој просек. И сега ако ти тие 7% ги стигматизираш, ти ги губиш луѓето. А нема потреба да ги губиме тие луѓе. Ние, например, не само во Македонија, него секаде, постои огромна стигматизација на луѓето кои конзумирале различни психотропни супстанции, дроги или како и да ги наречиме, но не се самите тие луѓе проблем е општеството кое им наметнало одредена траума, па луѓето одат во различни крајности. Значи, како што кажав преска, општество во кое канабисот е легален има многу поголеми шанси за напредок отколку општество во кое цигарите и алкохолот се легални. Тоа е суштината на самиот процес на легализација и декриминализација. Каква е ситуацијата со злоупотребата и со црниот пазар? Бидејќи, нели, постојаат дилери на црно, обично дилерите кои дила кокаин, хероин, екстази и така натаму дила и сигурно претпоставувам дека е иста, дека никогаш така што се поистоветуваше едно со друго, а дилерот е, нели, што не е дозволено легално, предприемач кој гледа. Дали во земјите каде што се легализира или ајде да речам либерализира употребата, понудата, побарувачката, човек да може без трауми да иде по темни улички со сомнителни типови, дали процентот на злоупотребата и бројот на корисниците се зголемува, опаѓа? Дали имате такви статистики? Знам за една статистика од Канада, која што вика дека, како што спомнав, 7 до 8% од популацијата на една земја користи канабис. Сега во Канада тој процент е зголемен на 15%. И тоа е важно да се направи една дистинкција помеѓу старосните групи кои користат канабис. Например, во Канада, лицата до 30 години, после легализацијава, конзумацијата на канабис се намалува за 50%, значи кај младата популација. Значи, кај младата популација се намалува пошто е легално. Пошто е легално. Да, но па од друга страна кај популацијата над 45 години бројките се дуплираат, се триплираат. Зошто е тоа така? Пошто луѓето сваќаат дека многу е понормално да конзумираш канабис отколку одредена хемија. Зошто најчесто го конзумираат? Значи, прво, треба да, ако идеме по психолошка линија, младите име повеќе предизвик, одошто потреба да конзумираат, и кога е нешто легално, веќе не е ни толку интересно, предпоставувам. Но, што е со постарите? Зошто го земаат? Па вака, според сегашните податоци, еве би направил пак една споредба на Македонија и САД, ова оди во меѓувреме или Јас и ти збориме ова, okay. Да, ако сакаш да го коментираш ова во лупе стајано, па ќе се навратиме. Тоа е еден друг систем од Калифорнија. Вака, во Македонија законското решение кое што сега го имаме дозволува третман на 4 дијагнози. Тоа се не можам да се сетам кои се точно тие 4 дијагнози, додека во Америка законодавството дозволува третирање на 100 дијагнози со канабис. Тоа значи дека се дава многу поголем простор за
испитување и за прибирање на официјални податоци за што може да биде корисен канабисот. Еве само би наброил дел од нив. Например, помага кај хронична болка, го подобрува зголемувањето на капацитетот на белите дробови, помага при намалување на тежина, го регулира и превенира дијабетисот, помага во борбата со ракот, помага при третирање на депресија, исто така покажува ветувачки резултати во случајот кај деца со аутизам, понатаму намалување на напади, третирање на глаукома, намалување на анксиозност, го забавува развивањето на Алцхаймеровата болест и на Паркинсовата болест и ред други дијагнози. Значи, медицинската употреба може да биде огромна. Но за сега зборуваме само од она што сме го прочитале и што сме го виделе во истражувањата кои се правени во Северна Америка, но тоа не спречува да го прифатиме тоа дека е точно. Јанаки ми вели, вика, немој да слабееш со ова, нема шансе, вика, ностоп се гладен, вика. Кога, вика, конзумирам, само јадам нешто благо, ми доаѓе, толку е вкусно, вкусот ми е тогаш уште попреубав. Да, но има еден канабиноид, ТХЦВ, тој е еден од ретките канабиноиди кои помага во супресирање на гладот. Значи, канабисов е огромно неистражено поле, да речем, и за фармацевти, и за луѓе од медицинскава фела. Значи, има огромен потенцијал, само треба како општество или ние во случајов како држава да се насочиме да го искористиме ова. Тоа би требало фармаколошките компании пред се како најголеми авторитети за здравјето во земјава да малце повеќе се вложат, бидејќи... Па не само фармацевтите. Ја би рекол дека треба да се остави простор и на луѓето да научат за што може да помогне канабисот. Како што реков. Не можам ја да му верувам на еден обичен човек, но ја можам да му верувам на еден... Сега зборам од име. Значи, ја можам да ви верувам, вас ако ве познавам и така натаму. Некој анонимец да ми излезе со YouTube, како што 90% искачаат и ми проповедаат ова е вака, ова не е така. Друго е кој ќе излезе некој човек со фармаколошки, со магистратура, докторат од фармација. Но колку реклами знаеш за алкохолни пијалоци, кои што си ги купил или колку цигари ги си строшил токму ради тие реклами, алкохолот и цигарите убиваат 7 милиони луѓе годишно. Така е, канабисот не убил никого. Ја не сум видел да нешто се легализира. Кога ќе излезеш во парламент, кого ќе слуша? Ќе го слушаат, например, некој си корисник, кој те разбирам, да. Или некој со авторитет во смисла ова е општество на авторитети. Ние те пак разбирам, нам ни треба стручни луѓе или тимови кои ќе речат извршивме клиничка анализа, направивме ова, направивме она. Еве како и со вакциниве за така. Такви најголема доверба имаат во Спутник В. Спутник В не го произвел некој дома и така натаму. Тоа е една конгломера, една цела индустрија која работела на тоа и луѓето му веруваат. Друга беше поентата, само сакам да ти кажам, за да може ние да креираме знаење како општество по однос на канабисов, треба канабисот да биде ослободен уште од како да речем, и малите деца да знаат дека канабисот помага во третирање на одредени дијагнози. Дека не е тоа само рекреативна супстанца која служи за откачување, за да бидеш хај, него дека има медицинска употреба. Ништо друго. Например, и диазепамот може да те дигне хај, а сепак се продава како лек. Јасно ни е, така и маслото од канабис, кое стана многу популарно и луѓето бараат, многу е барано, иако упорно, па и еве и гостите, еве и вие викате дека луѓето не можат да најдат квалитетно. Проблемот е што квалитетно масло на пазарот нема. Не знаеме, кој знае да каже дали има или нема во ситуацијава. Така, мораат сами да си прават, но најголем проблем е како да го проверат квалитетот на концентрацијата. Има можности тука. Еве само би го спомнал примерот на фармацевскиот факултет на Скопје. Па тој не го прави тоа. Па беше спомнато и од претходните говорници. Аз знам дека и професорот Џоше Стевков тоа го кажа, тој е одговорен за тоа. На фармацевски факултет во една од лабораториите луѓето можат анонимно да проверат што купиле на пазарот. Дали тоа воопшто е масло од канабис, и таму се прави една мала анкета на луѓето кои што доаѓаат и податоците кои ги дава таа анкета се поразителни.
скоро сите луѓе кажуваат дека имаат подобрување по однос на нивната дијагноза. Зошто поразително тоа? Не, поразително е тоа што сите кажуваат дека прекинуваат да користат масло од канабис поради тоа што е скапо. Аха, така. Тоа е онај, како да кажам, нехуман момент кој што ни се случува во општеството. Сметате дека не треба да е скапо? Скапо, сметам дека треба да бидат овие два принципи вклучени во еден закон. Легализација и декриминализација. Луѓето кои имаат здравствен проблем треба да им се остави можност сами да пробаат да се излечат, сами да си одгледуваат билки, да направат масло или да ги конзумираат световите, како и да е, додека останатите да бркаат бизнис со тоа. Ја би бил посреќен наместо да одгледувам дома, како што мислам дека ми е малце фанатично тоа, дури ни кромит не одгледувам дома, сакам да си купам. Така што или производ од кромит. Така што и со канабисот. Сакам да отидам проверен, верифициран, квалитетен, да си го купам масло од канабис или ако заради артритис или не, наместо да конзумирам апчиња за болка, да си конзумирам, инхалирам. Филип, како да го конзумираш? Вашиот именјак овдека имаше, донесе кај мене во емисија еден вулкан, тоа е вапоризатор, во кој можеш да ставиш дали канабис, дали било што нешто како наргил и да го инхалираш. Сакаш нане стави, сакаш рузбари, сакаш ова и за затоа поентата е да има и легализација и декриминализација во исто законско решение. За тоа се залагаме. Значи едно не може само да ја реши да донесе регулација. Може и така, но зошто да бираме, зошто да не ги интегрираме двете решенија? Не, значи легализацијата сама по себе не завршува работа. Завршува. Еве, например, Колорадо е пример дека завршува. Овие 15 сојузни амерички држави се пример дека е тоа можно, пошто фокусот во САД е на легализација, на профит. Додека например, во Канада дозволено и сам човек да се одгледува. Тоа е декриминализација. Тоа е декриминализација. Истото во Шпанија е исто така модел на декриминализација каде што ги имаат социјалните канабис клубови, но таму фокусот е на социјализацијата, дружењето меѓу луѓето. Но мислам дека е најнормално решение за било која држава, не само за Македонија, него било која друга држава во светот да го декриминализира и да го легализира канабисот. Овие два поими се правни поими за користењето. А инаку канабисот е тој. Дали ти од друга страна дали го конзумираш како за медицинска потреба или за рекреативна, функцијата во телото иста. Ние имаме ендоканабиноиден систем и канабисот кога ти го внесуваш, тој пази микрофон. Кога ти го внесуваш, тој позитивно влијае на твоето здравје. Сега зависи од тебе колку си бил травматизиран претходно, па дали ти е потребно тебе да конзумираш концентриран канабис во форма на масло или ти е доволно да го конзумираш цветот во форма на цигара. И кој ќе ти каже што ти треба, што ти фали? Тоа се bud tenders. Например, во продавниците за канабис во Америка, во САД, има посебна работна позиција која се вика bud tender. Bud значи како тувка. Тоа е како шанкер, кој што ти кажува каков тип на канабис ти треба во зависност од твоето расположение. Како мојот аптекар локален со кого се консултирам, што како? Да, тоа е позиција која е платена некаде околу 100 до 120.000 долари на годишно ниво во САД, bud tender, и е доста ценета. Тој буквално за сите аспекти, тој доаѓа со артритис, тој доаѓа со канцер, тој доаѓа со психички проблеми. Не, повеќе ова за рекреативниот дел. А за рекреативниот? Да, но во медицината има еден куп на други компании, фармацевски компании, кои ги истражуваат канабиноидите и ти продаваат масло со соодветна анализа кои канабиноиди ги има. Но тоа е претежно во Соединетите Американски држави. Да. Па САД имаат најмногу трошат на research и development, на истражување и развој и многу е нормално таму да почни сето ова, но како што реков, нас никој не спречува во моментов како држава, како Република Северна Македонија, никој не спречува да донесиме закон со кој што ќе го регулираме производството и продажбата на канабис.
Јавноста не ја разбира оваа работа. Ако отворам телефони, они нема да знаат ни прашања да ви постават. Они ќе се јават луѓе од мака како ова ме боли, ова да зборуваме секојдневно на таа тема. Еден активист вика, знаете кој е лек за легализација? Зборувајте само за тоа, зборувајте само за канабис. Значи 2016 година кога дојде легализацијата кај нас, кога се случи во време на режимот, главната работа беше и многу логична што се одржа семинар или како веќе се нарекува, каде што им беше презентирано на лекари од Македонија за да бидат информирани, за да можат во процесот на лекување на своите пациенти во даден момент по некои насоки и да им препорачаат или препишуваат. Арно, ама од најпрогресивно одлична работа. И тоа пропадна. Да. Како тоа исчезна? Нема лекар кој ќе те препорача. Нема лекар кој ќе те советува. Со кого ја да се советувам? Ја имам среќа, ви имам вас, го имам Филип, го имам Јанаки и така натаму. Луѓето имаат свое искуство, нешто ќе ми помогнат. Што правиме 90%, 99%? Со кого ќе се консултира? Многу е нехумано тоа што се Ја би сакал стварно мојот матичен лекар да биде информиран, да знае и да ми рече, слушај, ај пред да идеме на, не знам, на баралгини или на, не знам, тоа ако имаш болки во зглобовите, ај пробај со ова да видиш и така натаму, па кажи ми, па ќе те следи, бидејќи дури кога ми дава нов лек, пак ме следи и така натаму. Токму затоа реков здравствениот систем ние го вклучивме, а не е вклучен. Да. Токму затоа реков, за да може да се среди оваа ситуација со канабисов, потребно е државата да формира проект кој што ќе се зафати со овие работи. Изработка на национална стратегија, изработка на закон, формирање на државна институција, дефинирање или изработка на национална кампања за промоција на здравствените придобивки од канабисот и за изработка на овие наставни курикулуми. Тоа е сериозен процес. Ние, како што кажав, комуницираме со владата, верувам дека ќе успееме во тој дел. Јас искрено верувам, затоа и регистрирав оваа организација, пошто искрено верувам дека канабисот може многу да помогне на државава, од здравствен и од економски аспект, и од социјален, по однос на реинтеграција на, да речем, на некои одредени групи маргинализирани во општеството, но и онака за повторно хуманизирање меѓу луѓето. Ја искрено верувам дека е тоа така. Ќе направиме сега кратка пауза, веднаш потоа ќе го продолжиме разговорот. Режија, повелете. Почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот со господинот Филип Секуловски. Вашата невладина организација, наречена Пелагонија, така беше? Канабис Институт Пелагонија, кој се залага за интеграција на канабисот во македонското општество. Така. Интеграцијата мора да иде законски, со законски акти, декриминализација и легализација. Тоа се двата големи проекти зад кои работите. Дали овдека рековте дека главниот сегмент во целава работа е бизнисот. Предпоставам дека ако веќе 60 компании се регистрирани, тоа значи дека они направиле некоја математика, дека има некаква економска поволност и тоа вакви во овие ригорозни и стриктни мерки кои се уште се без дефинирана регулација, особено тоа што луѓето сега произведуваат, а рековте дека го складираат. Колку може така складирани треба со Сдруженијето на производители на канабис да направам интервју? Може би, да. Ќе ми помогнете тука да ги сконтактирам. Но колку реално би можел да биде бенефитот во обрт и во приход и доход, релаксација на здравствениот систем? Рековте дека бројот на нови работни места за вработување би изнесувал 7 до 8.000 нови работни места. 8.000 семејства да си најдат. Да, па еве накратко пак би се навратил на овие економски показатели.
кои се однесуваат на светските трендови по однос на секторов канабис, пошто само и за нив може да обезбедиме податоци. За минатата 2020 година се предпоставува пошто се уште не се поднесени завршните сметки на сите компании, затоа го користам тој термин, дека секторот вреди околу 20 милиарди долари. И при тоа најголем дел од тој обрт се однесува на Канада и Соединетите Американски држави. По однос на бројот на вработени, важно е да се каже дека во овој сектор во цел свет се вработени околу 250.000 луѓе, додека очекувањата се дека во 2021 година тој број би достигнал некаде околу 400.000 вработени луѓе во сектор канабис. И многу важно е да се каже дека парите кои ги генерира овој сектор не остануваат во тој сектор, него се прелеваат и во другите сектори, во секторите градежништво, во набавка на опрема, осветлување, грејење и ред други сектори. И најчесто по однос на правењето на тие паралели колку Македонија би можела да има од овој сектор, ја користам сојузната држава Колорадо од САД, поради фактот што тие се прва држава која го легализираше рекреативното употребување на канабисот, но од друга страна имаат и најдобри статистики и се најтранспарентни по однос на изложување на тие податоци. Последните податоци за Колорадо за 2020 година кажуваат дека оваа држава направи обрт од 2,2 милиарди долари во секторот канабис. Чисто за илустрација, Колорадо е држава која има 5,8 милиони жители, значи е 3 пати поголема од Македонија, а бројот на вработени во оваа индустрија во Колорадо изнесува околу 35.000. Значи, ако правиме таква паралела, доколку би презеле слично законско решение, значи Македонија може да има 10 до 12.000 вработени во тој сектор, но да одиме со поскромни проценки. Интересно е за Колорадо би сакал да кажам како се развива таа нивна индустрија, пошто се прва држава во САД која го легализира. Да им објасниме на луѓето. Не е тоа проблемот што се они Колорадо, па тоа што е богата држава, па што има атомско оружје, па што се најјаки во свет, туку затоа што имаат добра законска регулатива. Да, а тоа не мора да е привилегија на богати и јаки земји, туку може само на оние паметни луѓе кои ќе донесат паметни закони. Значи, кај нас ништо не ни зависи да сме не знам што, ни требаат носачи на авиони или ракети на месечината и така натаму, нам не треба само да си донесеме закон. Нас не треба добро законско решение. И потребно е тоа добро законско решение да го донесиме што е можно побрзо. Ако прашате зошто, одговорот е едноставен. Во наредниве 10 до 15 години јас верувам дека цената на канабисот ќе биде релативно висока како што е сега. Само да спомнам дека цената на грам канабис во Америка се движи од 5 до 20 долари за 1 грам. Значи тоа е фантастична цена, чисто за споредба, само кило тутун чини 4 евра, 5 со се субвенции, годинава и помалце. А овдека станува збор за 1 грам. Го спомна тутунот, тај малце да те очини да ти извадам, да пробам, се извинувам. Еве баш читам она политички препукувања, откуп на тутун, цена. Тутунот кај нас е едноставно производителите на тутун се не баре на највисок можен пиедестал, законски и по сите тие поддршки, ако по цени знаеме дека е тоа можеби најсиромашниот дел од народот, кој дали би можел, бидејќи се докаже дека тутунот е канцероген, дека е штетен по здравје, забранивме сегде пушење. Не дај Боже да запалам цигара, ќе ме утепаат од казни, зошто ти е штетно и така натаму, а од друга страна државата се уште дава субвенции. Не само што одгледуваме, туку даваме и субвенции, кои се од нашиот данок. Значи, ја ако запалам цигара, на место кај што не е дозволено, ќе платам казна со кои пари ќе идат после во производство за субвенции на тутун. Еве имам и за тоа една анализа, да. Дали тутунопроизводителите кои ги немаме многу и би можеле да го елиминираме ова навистина ѓубре од производ, нели, тровачница, да се останува чисто како социјална мерка кај нас. Може ли да се они
префрлат затоа што се е можно. Еве само да кажам еден податок, да направам споредба на секторот тутун во Македонија и нелегалниот сектор канабис во Албанија. Може би е невкусно, но чисто да имаме представа за што зборуваме, за колкави суми станува збор. Во Македонија производството на тутун чини околу 120 милиони евра годишно. Тоа се парите кои ги добиваат тутунарите заедно со субвенциите. Ако земиме во просек дека тутунари во Македонија околу 19 или 20 илјади семејства годишно одгледуваат тутун, тоа значи дека едно семејство добива во просек 6.500 евра годишно. 6-7 илјади евра годишно. Ако знаете, јас доаѓам од таков тутунски крај од Прилеп, производството на тутун е мазохизам кога ќе го споредите по однос на наградата, тоа е цената што на крајот ја добивате, а од друга страна пак има еден тренд кој во рамките на Светска трговска организација го презеде Европска унија. Европска унија се заложи дека на нејзина територија во иднина нема да се произведува тутун, тоест дека таа нема да го забрани производството на тутун, тоест нема да дозволи средства за субвенционирање на оваа култура. Токму затоа тутунот повеќе не се произведува во Грција и во Бугарија, по однос на овој ориентален тутун кој се одгледува кај нас, се одгледува се уште кај нас, можеби нешто сега во Албанија, во Турција. Интенцијата на ЕУ е производството на ориентален тутун да се препушти на други посиромашни земји. Значи самиот факт што една држава произведува ориентален тутун е индикатор дека станува збор за неспособна сиромашна држава. Многу наши политичари се уште се фалат дека тутунот е жолто злато како наша гордост. Тоа воопшто не треба да биде гордост. Значи реков годишно Македонија врти во тоест тутунарите добиваат 120 до 130 милиони евра. Чисто за споредба, црниот пазар во Албанија вреди 6 до 7 милиарди евра. Црн пазар на канабис. На канабис. Е сега, доколку Македонија успее со правилно законско решение да го легализира канабисот во Македонија, според едни предпоставки на Prohibition Partners, консултантска куќа од Лондон, на среден и на долг рок Македонија може да има обрт од околу 900 милиони евра во секторот канабис, како легален бизнис. И она што е важно, што реков, многу е важно и ние првенствено за нас, зошто е важно што побрзо да донесеме добро законско решение. Во моментов профитните маргини во секторот канабис се огромни. Како што кажав, 1 грам канабис е 5 до 20 долари за грам. Но за 5 до 10 години канабисот ќе стане комодити или стока за широка потрошувачка. Во моментов Мексико и Јужна Афричка република работат на носење на соодветно законско решение. Двете држави имаат повеќе од 200 милиони жители. Значи во моментот кога Мексико ќе го легализира канабисот, цената на светско ниво ќе падне. Во моментот кога нашите комшии ќе го легализираат канабисот, не стануваме автоматски неатрактивни. Значи, затоа е важно сега што е можно побрзо, затоа што највише можеме сега да профитираме. Ние бевме први, веќе не престигнува Албанија, Израел отиде. Немаме таков притисок, на peer pressure на некој што е до тебе, нема. Како што кажав, Европа... Ама генерално се споредуваме, успоредба дека ние можевме многу повеќе и многу подалеку да отидеме од сите. Се уште можеме. Тоа е поентата, пошто, например, не го спомнавме канабис туризмот. Канабис туризмот може да има огромен позитивен импакт врз една национална економија. Тука само би го дал примерот на Амстердам. Амстердам е нешто како светска престолнина на канабисот, иако канабисот не е легален во Холандија, него постои едно посебно специфично законско решение, но како и да е, во 2018 година во Амстердам имало околу 19 милиони туристи. Се смета дека 20 до 30% од туристите во Амстердам доаѓаат за слободно конзумирање на канабис. Другите за црвените фенери. Се шегува. Тоа значи дека 5 милиони туристи годишно го посетуваат само Амстердам поради конзумирање на канабис. Педантните холанѓани пресметале дека еден турист во денот во Амстердам троши 214 евра. Збориме за нови навики или збориме за изгубени знаења? Дали треба народов да се сети на конопот и да го апсолутно идентификува и поистовети со канабисот и да се врати на тоа? Не. Тогаш збориме
за нова традиција да насадиш, а во едно традиционално Не, вака, кога зборувавме конзервативно општество. за потенцијална Малце тешко. конверзија на тутунот, тоа е замена со друга култура, Да. тогаш идеално тука се вклопува конопот. Значи, конопот е канабис кој не содржи ТХЦ. Тоа е многу едноставно. Но тој коноп, како што кажавме претходно, има употребна вредност во текстилна индустрија, во градежна индустрија, во индустрија за производство на пелети за грејење, во производство на биопластика, огромна употребна вредност. Но го употребува ли Македонија некоја индустрија нигде ништо? Никој во моментов Затоа и немаме не се знаење. одгледува. Да. Но А не не значи имаме дека не 5 може да фабрики за цигари и за тутун, нешто што е па забрането кај нас. Да, Мислам, ова е шизофренија, крајна шизофренија. Ние произведуваме цигари, ние забрануваме цигари. Ние забрануваме конзумирање на цигари. Ние даваме пари за производство на тутун и на цигари, пошто нема друг лек. Пазете, од тутунот ништо не се произведува, нема лек, нема да се екстрахира медицинска употреба. Да. А афионот, кој е хероин, од Не, него хероин мал може да се милион, направи. мал милион лекови се прават. Да. Како што кажав, канабисот има огромен потенцијал. Тоа го кажа и владата во нивните 10 точки кои што треба да се реализираат оваа година. И затоа сакам да повторам дека ние како здружение, а верувам дека и останатата академска заедница или невладини организации од овој сектор имаат капацитет да и помогнат на владата да се изработи квалитетно законско решение. Тоа е суштината. Значи, од една страна да им се помогне на луѓето кои имаат проблем, здравствен проблем, да се лекуваат самите, се додека официјалната медицина не донесе медицински препарати кои се лабораториски произведени и тестирани, но самата јачина, самата потенција на ова растение дозволува третирање на многу медицински диагнози. Еви, пошто имавме уште едно видео, би можеле да одиме со пример што значи легализација на канабис во Калифорнија. Повторно би се навратил на тој Звук режија? на тој момент во Соединетите Американски држави. Интересно е дека во моментов 15 сојузни држави го имаат легализирано рекреативното користење на канабисот. И то ова на CBS оди. Да, на мејнстрим медиум. Ова е еден ресторан каде што се служи храна, но со храната се служи и цвет од канабис или джоинт или цигара. И ова е како канабисот би изгледал мејнстрим. Кога се користи за храна, тој содржи ТХЦ, тој крева хај или... Да. Например, постои посебна индустријска гранка во кондиторскиот сектор, каде што се произведуваат бевериджис, пијалоци и алкохол, кои содржат канабис, се произведуваат колачи, гумени бомбони. Но ТХЦ-то не е за секого добро. Од моје долгогодишно искуство, не секој добро реагира на ТХЦ-то. Како ќе знаеме што треба да конзумираме, дека или сметате дека е ова Како све знаеш дека алкохолот е добар или лош за тебе? Па знам колку ќе испијам и знам што ќе купам. Да, ама кога почнуваш да пиеш алкохол, пробуваш, ако организмот го прима алкохолот, окей, пијам, ако не го прима, не пијам. Истото и со ова, не значи дека ако канабисот е легален, дека секој треба да го зема. Него поентата е канабисот треба да биде легален, затоа што сака да ужива во канабис да може без стигма и без страф да го купи, да си плати данок на државата и да биде се во ред. Така, кога конзумирам алкохол, не можам да возам. Кога конзумирам канабис, можам ли да возам? Искрено не знам. И за тука, например, конкретно во Америка се посебна индустрија се развива за апарати за детекција дали возите под влијание на ТХЦ и ЦБД. Значи, како со алкохолот ќе биде контролирано? Можеби да, можеби не. Сите овие правила, законски решенија за канабисов не се исклесани во камен. Ме разбираш, не се денеска донесени и важат за секогаш. Исто како нашево лошо законско решение. Донесовме лош закон, но треба што побрзо да го смениме и да донесиме нормален, добар закон кој ќе ни овозможи доискажи се кој ќе ни овозможи максимален економски и здравствен бенефит, максимален број на вработувања, максимален вкупен обрт во секторов, максимален приход од данок за државата, тоа е она што е најважно, и понатаму државата треба да реши каде ќе го насочи тој даночен прилив.
Например, интересен е примерот на Илиноис во Америка. Кај нив сите пари од данокот од канабис одат во фондот за пензиско-инвалидско осигурување. Тој модус може да се искористи кај нас, може би не во фондот за пензиско-инвалидско осигурување, него во фондот за здравство. Нема да ги реши сите проблеми, но барем дел од проблемите ќе покрија дополнителни трошоци, тоест ќе значи дополнителен прилив за покривање на одредени трошоци. А во моментов сите тие пари завршуваат во црниот пазар. Така, подобро е да завршат во системот. Подобро е да завршат во системов и да креираме институции кои ќе го испитуваат канабисот и ова што прашуваше ти, зашто можам да го користам, како ќе реагирам на истото. За сега е баш ова видео интересно. Таму пишува дека доколку порачате одредена храна, може во храната да има CBD, THC, доколку порачате одредена сорта од канабис, ви кажува колку време ќе ве држи под влијание тој составот на истата. Значи, но што е овдека поентата? Поентата е конзумирањето на храна поинако или конзумирањето на Не, претходно спомнав, секоја од 15 држави во САД има посебно законско решение. Калифорнија е посебна приказка. Кај нив дозволите ги даваат, тоест лиценците ги даваат не според однапред дефинирани параметри, него едноставно некој ресторан аплицира или лонч, каде што не се служи храна, ги исполнува условите за вентилација, за простор, за паркирање, сето тоа. Муабетот ми е дека во Америка нема унифицирано законско решение. Секоја од 15 држави има посебно законско решение. Сакам ова со хранава, бидејќи све видовме, ама не видовме аптека. Не видовме како лек, не видовме да се продава кај луѓе. Ова е за задоволство. Значи идем у ресторан. Моја грешка, јас не обезбедив такви видеа. Значи овдека гледаме кога ти се прави кеф, имаш пари во таква ситуација, но јас сум сиромашен и болен. Мене ми треба за лек. Мене ми треба да надминам некои ситуации. Значи овдека што гледаме ова во овие млекца, храни, убави, фенси и така натаму. Идам да јадам и ми го подобрува вкусот, еве ќе го паузирам да го вакво, или едноставно да се чувствувам подобро, ама ете со храна. Не можам тоа да го разберам. Секој конзумирање на канабис има медицинска вредност за телото. Како што кажав, секој човек има ендоканабиноиден систем. Како што лук кога јадам со макала. Добро. Ова што е со ова беше една мапа на ова е малце постаро видео, во моментов се 15 држави кои што имаат можност за рекреативно користење на канабис. Тука пред се мисли на компонентата THC, додека 33 држави имаат законодавство кое дозволува медицинска употреба на канабис, значи само за медицински цели. 40 милиарди до 2025 година ќе биде обртот. Вака, во Америка се претпоставува дека црниот пазар вреди некаде околу 50 милиарди долари годишно. А до сега тој е легализиран некаде 15 до 17 милиарди. Но со самото легализирање се зголемува и пазарот, како што реков. Во моментов црниот пазар го прави само цутот од канабис или евентуално некое масло ако се најди, но во моментот кога канабисот е целосно ќе биде легален таму, се отварат и други индустрии, фармацевска, кондиторска, индустријата за коноп. Се уште не постои некоја унифицирана методологија која може заеднички да ги собира сите тие податоци, тешко се прави тоа споредбено, но токму таа методологија на компаративна анализа дава огромен простор и за академската заедница, како во Македонија, така и во било која земја, да се зафати со посериозна анализа кој бизнис модел и кое законско решение најмногу одговара за нас. Ние како здружение сугерираме, значи, изработка на национална стратегија и изработка на закон. Не велиме кој ќе го изработи тој закон? Во Македонија има доста професори, доста луѓе кои знаат да прават закони. Јас не сум правник, но верувам дека имаме квалитетни луѓе. Но суштината на се е да има политичка волја. Доколку има политичка волја, многу е полесно се понатаму. Има ли политичка волја? Сакам да верувам дека има, според ова што го кажа владата, дека точката број 5 е дебата, како беше точно, ја имав баш и запишано,
Владата сака да отвори дебата за изнаоѓање на соодветно решение. Ти спомна, самиот рече, доколку отворам телефонска линија, многу луѓе ќе се јават што не знаат што да прашаат, него побрзо би искритикувале отколку да прашаат. Или ќе те прашаат како да набави одредено заради мака. Бидејќи немаат кај да се обратат. Значи и владата предпоставувам дека се судира со истите проблеми. Како ќе реагира гласачкото тело? Предпоставувам ова е за нив само една од многуте политики во кои работи. 2016 баги години помина, не се мрдна од место. Дори напротив, на место што е можно повеќе здравствени работници да бидат инволвирани, ние имаме намалување, потполно игнорирање од па дури и оние кои учествува на тие семинари за и така натаму. Тоа беше одличен почеток во 2016, но зошто не продолживме во таа насока, стварно не знам што да кажам. Еве на пример вчера или денеска се случи еден многу негативен момент за оваа индустрија. Се одзеде лиценцата на една компанија во општина Крушево, во селото Алданци, тоа е Five Letters. Таа компанија беше светски шампион, значи имавме state of the art компанија тука во Македонија и поради се сменија две собственички или три собственички структури на оваа компанија поради тој момент. Еден почнува да вложува, нема промена на законска регулатива, доаѓа да банкротира, ја продава компанијата. Истата, новиот сет на газди се судрува со истиот проблем, па пробува со тоа што го имаат да го продадат на црн пазар или не знам што прават, или одгледуваат повеќе растенија, стебла отколку што е дозволено, непријавени. Самите си се уништуваме во ситуацијава. Наместо да бидеме шампиони, наместо да креираме курикулуми на факултетите за да може да ги обучуваме луѓето од Србија, Хрватска, Босна, Бугарија или од било каде, ние се уште стоиме во место. Тоа е неприфатливо, мора да одиме. Ја верувам дека ќе наидеме на слух кај владата дека треба да одиме во таа насока. Да ме прашам, што ве натера вас да се ангажирате со ова? Гледам дека сте обичен човек кој се занимава, предпоставам имате фамилија, деца. И така натаму. Што ве натера да одите во овој сегмент во животот? Рековте, вие сте консултант, се занимавате. Со мафија има најмногу помогнато на луѓето кои се болни од рак или од друга дијагноза. Поне еден од тие што најмногу им има помогнато во Македонија. Верувам. Но заради своето знаење кое го има акумулирано, неверојатно ми е што луѓе кои дали од тогаш вие го зголемувате вашето знаење за да помогнете и понатаму, и бидејќи не гледам друг начин, цело време ве потпрашувам кој како, очигледно е дека вие по лични примери треба да се надградите. Дали вие се надградувате? Колку време помина од вашата здравствена криза? Па тоа беше некаде 2016-17 и од тогаш се надградувам во овој дел, да речем, во професионалниот дел, како што спомнав, работам како консултант во неколку области и баш в периодот 2015-2016, мада и претходно работев на проекти со една специфична методологија, Market System Development или Value Chain Analysis или Participatory Appraisal of Competitive Advantages. Тоа се научни методологии во економијата кои даваат рамка за развој на одреден сектор. Например, методологијата Market System Development ја користат меѓународни фондации кои од развиените земји, кои помагаат на неразвиените земји или земјите во развој. И кога таа методологија, јас конкретно сум ја работел со туристички дестинации, со креативни индустрии, со IT сектор, со таков тип на сектори, кога истата ќе се примени на секторот канабис, како што реков на почетокот, канабисот е или треба да биде само дополнителен сектор во националната економија, ништо повеќе. Што може да им помогне вашата веб страна на заинтересираните? Па на нашата веб страна најмногу имаме информации за тоа какви се законските решенија во другите земји. Тоа е она што јас го знам, што јас го работам, таа компаративна анализа и можам да и помогнам на државата во тој дел. Во делот на медицински познавања или фармацевски немам толку познавања, но јас знам како да направам добра стратегија, добар закон и државата да има максимален економски бенефит од истото. Како марихуаната влијае врз мозокот? Има неколку видеа. Зборам за
Оние што ќе дојдат. Американскиот бизнис со плевел од милиарди долари, тревата е позелена, внатре во коледжот за предприемачи на канабис, здравствените ефекти на марихуаната, question and answers и така натаму. Ова се семинари и генерални видеа така, каде што ќе можат да се информираат. Да, како што кажав, сето искуство ние го црпиме од конкретно формалново знаење го црпиме од интернет. Пошто, како што кажав, во Колорадо канабисот е легален од 2014 година, има толку добра и транспарентна статистика, што секој може да посака да го ископира тој модел и да го адаптира на ситуацијата во сопствената држава. Па добро, знаете, во милион стално има некои забегани видеа, не е се вистина, не. Па еве, вака мене ми е добро што еве посочувате со овие 4 видеа да знам дека тоа што е кажано и издржано тамо. Нели, во ова време на YouTube, да отвориш YouTube е пупус краја да е. 90% е ѓубре. Но еве, затоа ми беше битно, ако продолжам да гледам, како ваш совет, што да следам, кои се авторитетите, кои... Ова е наш обид, ова и другите невладини организации кои се активисти во овој сектор го прават. Сега, јас би сакал да можам да се пофалам со лично искуство од Македонија, но се уште не можам да се пофалам со такво нешто. Еве, ако си заинтересирам, ќе ти дадам контакти од Mac Cannabis, тоа е здружение на компании во овој сектор. Тие имаат производители, тие имаат скроз друг поглед на индустријата, можат и многу up-to-date податоци да ти кажат со какви проблеми се соочуваат. Наредниве пар недели те молам помогни ми да стапам во контакт со нив. Ја работам без редакција соло, затоа и мене малце побавно и потешко ми е да работите, но затоа има многу повеќе простор за работите да се дознаат. И погласен сум од другите, значи повеќе луѓе да бидат инволвирани од гледачите. Тоа е, мислам, најдобро, бидејќи сами не можете, кога они ќе почувствуваат притисок и од јавноста, работите, мислам дека ќе се менуваат во позитивна насока. Мора, претпоставам дека тоа е единствениот начин преку притисок да пробаме да ги менуваме работиве и да живееме поквалитетно. Легализацијата и декриминализацијата на канабисот значи поквалитетен живот, ништо друго. Кој, како што кажав, кој сака да конзумира, нека плати данок. Кој не сака да конзумира, негова работа. Ви благодарам многу за гостувањето. Фала ти тебе, Јанко. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.